Good evening, this is Peter Vrtkovski on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. Тоа беше Орото македонски мерак од Димитар Митревски од Битола. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Идната сабота, 10 февруари, е денот за упокоените, денот за душница. Службата започнува 9 сатот сабајлето. После службата се отпева таблината, а после тоа се оди на гробиште за отпевање. Пензионерското друштво од Ньюкастел Гоце Делчев организираат прошетка до Сиднеј по покана од пензионерското друштво Методи Антоновченто и тоа во сабота на 17 февруари. Таму се поканети многу друштва од сите црковни општини од Нов Јужен Велс. Автобусот ќе поаѓа од пред црковната сала овде во Ньюкастел во 7 сатот сабајлето. Цената за ова патување ќе кошта $20 по лице. Вашите места во автобусот ќе бидат дадени според вашите тикети кога се земени. Нашата женска секција од Ньюкастел организираат игранка по повод празникот 8 март, денот на жената, и тоа во недела на 4 март 2018 година од 11 сатот пред пладне. Цената кошта $60 по лице, за деца од 5 до 12 години $30. Ова година ќе имаме нови кувари од Сиднеј, Милева. За карти јавете се кај Ленче Нечовска на 0410 634 310, кај Су Бошев на 0414 417 207 и можете карти да си ги земите секој петок од 5 до 7 сатот после пладне во црковната сала после 9 февруари. На ова забава ќе свири најдобрата група од Сиднеј, Сонја Динамик. Исто да најавиме дека се прославува 11 години од постојањето на нашата женска секција овде во Ньюкастел и 10 години прослава за овој ден. Да најавиме дека сите мембери за во црковната општина овде во Ньюкастел може да си платите вашата чланарина до 31 март по цена од $10. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Борис во недела на 25 февруари. Сега одиме со најновите вести од Македонија. Повеќе од половина грци против терминот Македонија во името. Не, за сложено име во вклучен термин Македонија велат над половина грци, односно 59%, покажува последното истражување на јавното мислење во Грција. Во анкетата спроведена за агенцијата Pulse за телевизијата Action 24, за 72% од испитинаците е важен спорот за името, а 65% оценува дека се позитивни протестите за Македонија.
Поголема доверба анкетираните грци имат во председателот на Нова демократија Киријакос Мицотакис, отколку во актуелниот премиер Алексис Ципрас, за да управува и на најдобар начин за Грција да го реши прашањето со името. Како што јавува дописникот на Мија од Атина, во однос на терминот Македонија 59% одговориле дека не се согласуваат. 35% рекла дека се согласуваат. На прашањето лично вие се согласувате или не се согласувате со решение на спорот со името на поранешната Југословенска република Македонија со сложено име што ќе го содржи терминот Македонија. Анкетираните одговориле. 17% сигурно се согласувам. 18% веројатно се согласувам. 19% не се согласувам. И 40% сигурно не се согласувам, 6% не знам, не одговарам. Против сложено име со терминот Македонија се изјасниле 46% од гласачите на Сириза, 68% од гласачите на Нова демократија, а највисок е бројот на оние кои на последните избори гласале за Златна Зора, 79%. Резултатите покажуваат дека поддршката за сложено име е помала од 50% кај гласачите на сите политички партии. Во однос на возраста на испитаниците, највисок е процентот на неприфаќање кај оние што имаат од 30 до 44 години, односно 66% се против терминот Македонија. На прашањето колку за Грција е важно прашањето за името, 72% одговориле дека е важно, 55% многу важно, 17% доста важно, 11% средно важно и исто 11% смета дека е малку или дека не е воопшто важно и само 6% пак не одговориле. Спорот меѓу Македонија и Грција, според истражувањето, најважен е за гласачите на Златна Зора 85%, а потоа според резултатите следат оние што на последните избори гласале за Нова демократија, тоа се 82%, и на владеачката Сириза со 68% од анкетираните да одговорат дека е многу или доста важно прашањето за името. Од агенцијата што го спроведе истражувањето на анкетираните, објави Мија, им ја поставиле дилемата Алексис Ципрас или Киријакос Мицотакис, во кој од овие двајца имаат повеќе доверба да управуваат и на најдобар начин за Грција да го реши проблемот со името. Тројца од 10 Грци, односно 32% го избрале лидерот на опозицијската Нова демократија, а 24% актуелниот грчки премиер. 14% рекле ниту еден од двајцата, а 30% не одговориле. Алексис Ципрас добил само 51% поддршка кај гласачите на Сириза, а Киријакос Мицотакис 66% од оние кои на изборите во 2015 гласале за неговата партија. Во истражувањето спроведено од 26 до 29 јануари за грчката телевизија Action 24, од анкетираните се бара да го оценат неодамнешниот протест во Солун и сличните активности поврзани со Македонија. 65% го оценуваат сигурно или веројатно позитивно, а само 2 од 10 анкетирани 23% имаат негативно мислење. Најголема поддршка за протестите дале оние што се на возраст меѓу 30 и 44 години, тоа е 70%, и над 60 години само 68%. Владеачката Сириза, јавува дописникот на Мија од Атина, официјално е против и не ги поддржува протестите, ниту оној што пред 10 дена се одржа во Солун, ниту следниот закажан за во недела во Атина. Но, според истражувањето, гласачите имат поинакво мислење. 6 од 10 граѓани кои на минатите избори гласале за Сириза, односно 57% ги оценуваат сигурно или веројатно позитивно собирите за Македонија. Медијаторот Нимиц пристигна во Скопје. Со македонските соговорници очекува добри средби какви што имал во Атина. Нимиц официјалните состаноци ќе ги има утре и тоа
редоследно со председателот Иванов, премиерот Заев, министерот Димитров и лидерите на ВМРО ДПМН и на Дуи Мицковски и Ахмети. Имав добри средби во Атина и се надевам дека ќе имам добри средби и овде. Со нетрпение ги очекувам средбите со владата и со другите личности. Немам што да додадам, изјави Нимиц. Во пресрет на средбите со Нимиц, од владата повторија дека сега е вистинскиот момент за решение. Да, сега е вистинското време да се изнајде решение. Постои и политичка волја и градење односи со Република Грција, кои што се на едно повисоко ниво од се што било досега во претходниве години, изјави потпаролот Бошњаковски. Потпаролот на владата не беше дециден дали биле известени за нацрт спогодбата што Грција ја подготвува како крајно решение, но потврди дека работат заедно. Преговорите се водат под медијаторство на медијаторот Метју Нимиц во рамките на Обединетите нации. Во рамките на таа рамка се водат и директни средби меѓу Министерствата за надворешни работи и после Давос, тоа се крена на еден степен погоре, односно на премиерите. Преговорите се водат така што взаемно ги вработиме сите работи заедно, вели Бошњаковски. Во меѓувреме, грчкиот весник Ефимерида тврди дека Нимиц дошол во Скопје со решение за името, кое не е ниту Република Нова Македонија како желба на Скопје, ниту Република Вардарска Македонија желба на Атина. Според весникот, кој се повикува на веродостоин извор, Нимиц на маса ќе го стави името Република Горна Македонија, спојано и без превод на англиски. При тоа се тврди дека името ќе се изговара како еден збор, за да не се користат само термино Македонија. Ефимерида тврди дека двете страни всушност постигнале согласност за се, односно дека наскоро ќе се потпише договорот за името, промени во уставот на земјата, но и обврските за Грција во следниот период. Во договорот експлицитивно ќе се наведува дека Република Македонија ќе промени уставот и спорните членови во одреден временски период, за да до 20 март истиот биде допониран во Обединетите нации. Истиот извор наведува дека земјава ќе се претвори во еден вид кантон на Грција со посебни развојни клаузули, економски и комерцијални врски. Разговарано е и за црквата, според Ефимедија ќе се нарекува Охридска архиепископија. Инаку од владата потврдија дека како чин за добра волја наскоро ќе се донесе одлука за применување на аеродромот и на автопатот од Александар Велики во пријателство. Со песната Господ син ми подари. На нашиот син Пеце и сната Ребека Филиповски му го честитаме новородениот син Ноах Филиповски, да е здрав, жив и весел, голем да расти и долг живот да го следи заедно со сите негови најмили и најблиски и цела фамилија. Сето тоа му посакува таткото Илче, мајката Елизабет, братот Јовче со Викторија и сестрите Наташа и Катерина со Елиер и милата братучеда Мила Филиповски. Во истата честитка се придружуваат и војковците Димче и Пеце Талевски со фамилите од убава Битола, наша Македонија. Da se pije, oro da se pije, želba mi se ostvari, Gospod sin mi podari. Dajte da se pije, oro da se pije, srce mi se razjavi, mene sobit nasledni. Сега mi je sine, polna dušata, ima koji će mija, krepi kućata, Vičentina majka, gordo statkova, za dedo i baba, radost volema.
značaj, da ti me si pogača. Kako što je redo, ke te dari dedo, ke fotku je vnučeto, da mu nosi me to. Sega mi je sine, polna duša ta, ima koji kemija, krepi kućata. Vičentina majka, gordo statkova, za dedo i baba, radost volema. Dajte da se pije, oro da se pije, pa kada produžime, ušteda se množime. Dajte da se pije, oro da se pije, zite da me prečekam, veselina kršteka. Sega mi je sine, polna duša ta, ima koji kemija, krepi kućata. Vičentina majka, gordo statkova, za dedo i baba, radost volema. Со песната "Син ми се роди, татко се сторив" на нашите крштеници Пеце и Ребека Филиповски со наискрени желби и честитки му го честитаме новородениот син Ноах Филиповски и на малиот му посакуваме добро здравје, голема среќа и весело растање со неговите најмили. На дедо Илчи и баба Бети со цела фамилија честито убавато внуче Ноах. Овие убави честитки се посакани од нумкоите Никола и Гордана со синот Џајкоп, со Мелиса, исто и старите нумкои Драги и Ружа Сите Груевски од Волонго. Денеска радост голема, сасите нас во куќава. Чедо прво ми се роди, од срце радост голема.
Да проследиме уште некое соопштение. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Идната сабота, 10 февруари, е денот за упокоените, денот за душница. Службата од 9 сатот се бајлето. После службата се отпева таблината, а после тоа се оди на гробиште за отпевање. Пензионерското друштво од Нукастел Гоце Делчев организираат прошетка до Сиднеј по покана од Пензионерското друштво Методија Антонов Ченто и тоа во сабота на 17 февруари. Таму се поканети многу друштва од сите црковни општини во Нов Јужен Велс. Автобусот од Ньюкастел ќе поаѓа од пред црковната сала во 7 сатот са бајлето. Цената за ова прошетка е $20 по лице. Вашето место во автобусот ќе биде дадено според вашите тикети кога се земени. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Борис на 25 февруари во недела. Нашата женска секција од Ньюкастел организираат игранка по повод празникот 8 март, денот на жената, и тоа во недела на 4 март 2018 година од 11 сатот пред пладне. Цената кошта $60 по лице, за деца од 5 до 12 години само $30. Ова година ќе имаме нови кувари од Сиднеј, Милева. За карти јавете се кај Ленче Нечовска и Су Бошев. И 100 карти може да си земите секој петок од 5 до 7 сатот после пладне во црковната сала после 9 февруари. За ова забава ќе свири најдобрата од Сиднеј група Сонја Динамик. Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Син ми се роди. На внукот Пеце со сната Ребека Филиповски му очеститаме новородениот син Ноах и на малиот Ноах му посакуваме добро здравје, убава стреќа и безгрижно детство со сите најблиски, најсакани. На братот Илче, сната Бети со цела фамилија честито убавиот внук Ноах. Овие се честитки посакани од стрикото Живко, стрината Барбара и братучедот Трој Филиповски, исто така и брачадата Анджела и Роджа со фамилијата Бленч, како и братучедот Бренден со Брук со фамилијата од Скопје, убава Македонија. Народ писмо ги донесе од моето либе сакано. Писмото пише либето, писмото ми е радосно. Син ми се роди, татко се стори, среќен сум денес јас. Син ми се роди, татко се стори, среќен сум денес јас. Хеј! Синот да си наздравам. Син ми се роди, татко се стори, среќен сум денес јас. Син ми се роди, татко се стори, среќен сум денес јас.
srećen sam danas ja. Sin mi se rodi, kako se stori, srećen sam danas ja. Со песната Син ми се роди, на нашиот поштован син Ники со сната Арабела Богдановски од се срце му честитаме новородениот син Леонардо Парис Богдановски. Исто на малиот Парис му посакуваме добро здравје, убава среќа и весела војднина заедно со сите најмили. Убавите честитки од се срце се посакани од мајката Оливера, таткото Благоја и стриковците Стивен и Љупчо со фамилите Богдановски. Секој од нас сака радост да дочека, дали машко или женско чедо да се роди. А од нашата љубов род ми се изроди. Мојта љубов, мојта жена денес си ми роди. Животе мој, што те живеам, срце ми е полно радост, ќе се напијам. Да наздравиме, да запееме, денес син се роди куме, да прославиме. Животе мој, што те живеам, срце ми е полно радост, ќе се напијам. Да наздравиме, да запееме, денес син се роди куме, да прославиме. Денес јас сум среќен, од радост солзи течат. Машко чедо ми се роди, рода ни продолжи. Спремај куме име, Машко да ни крстиш. Зошто баба и дедо чекат име да му чујат. Животе мој, што те живеам, срце ми е полно радост, ќе се напијам. Да наздравиме, да запееме, денес син се роди куме, да прославиме. Животе мој, што те живеам, срце ми е полно радост, ќе се напијам. Да наздравиме, да запееме, денес син се роди куме, да прославиме. Животе мој, што те живеам, срце ми е полно радост, ќе се напијам. Да наздравиме,
со песната Бела Рада. На нашата поштована сна Рада Тодоровска и го честитаме 60-тиот роден ден, исто и посакуваме добро здравје, голема среќа и убав успех во иднина со сите најмили и најблиски во фамилијата. Тоа се желби испратени од свекоро Миле, свекрвата Слободанка, со цела фамилија Тодоровски. Pazi, pazi, milo moje, pazi kaj ke pogledneš, da ne bi devaka taka ušte pred da počne me, da ne bi devaka taka ušte pred da počne me. Žensko srce naš ljubi, to šuka za tebe, 7 leta verno čeka, čeka da se ljubi me. Žensko srce naš ljubi, to šuka za tebe, 7 leta verno čeka, čeka da se zemene. Samo tu što silno saka može da me razbere, deka tebe ja ste sakam poveke i od sebe, deka tebe ja ste sakam poveke i od sebe. Žensko srce naš ljubi, to šuka za tebe, 7 leta verno čeka, čeka da se ljubi me. Žensko srce naš ljubi, to šuka za tebe, 7 leta verno čeka, čeka da se zemene. Žensko srce naš ljubi, to šuka za tebe, 7 leta verno čeka, čeka da se ljubi me. Žensko srce naš ljubi, to šuka za tebe, 7 leta verno čeka, čeka da se zemene. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Идната сабота, 10 февруари, е денот за упокоените, денот за душница. Службата од 9 сатот са бајлето. После службата се отпева таблината, а после тоа се оди на гробишта за отпевање. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49 68 46 49, а полните да ги донесите кај Борис во недела на 25 февруари.
večno moći, pelin vino ispiva, moj od narod grobi toči, ime da si sočuva. Moj od narod večno moći, pelin vino ispiva, moj od narod grobi toči, ime da si sočuva. Imaš ovo, samo si fana, bez tamburi, bez tabani, sonaj na 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 na. Imaš ovo, samo si fana, bez tamburi, bez tabani, sonaj na na na. Moj od narod, troskot pleme, tajno sam te iznikne. Cudi plodi, vrla seme, čekaj da se pronikne. Moj od narod večno moći, pelin vino ispiva, moj od narod grobi toči, ime da si sočuva. Moj od narod večno moći, pelin vino ispiva, moj od narod grobi toči, ime da si sočuva. Imaš ovo, samo si fana, bez tamburi, bez tabani, sonaj na na na. Imaš ovo, samo si fana, bez tamburi, bez tabani, sonaj na na na. Imaš ovo, samo si fana, bez tamburi, bez tabani, sonaj na na na. Imaš ovo, samo si fana, bez tamburi, bez tabani, sonaj na na na. А сега продолжуваме со најновите вести од Македонија. Патриотските здруженија побара од Нимиц оставка од посредничката опозиција. Со македонски знамења и транспаренти со пораки, патриотските здруженија вечерва на протест пред Собранието на Република Македонија побара оставка од медијаторот на Обединетите нации во спорот за името Метју Нимиц, кој денеска пристигна во Скопје и утре ќе има средби со државниот врв. Учесниците во протестот побараа од Нимиц да се повлече од, како што рекоа, страмната и недоиствена понуда за предлог за името, со укажување дека македонскиот народ нема да прифати такви решенија. Според нив, проблемот за името е наметнат, крајно асиметричен и абсурден.
Нимиц да престане да биде учесник во геноцидот и во уништувањето на македонскиот народ и држава, како во повредувањето на македонскиот идентитет. Македонскиот народ нема да ги прифате овие решенија и ќе се бори со сите средства за враќање на одземениот суверенитет и за ревизија на сите спорни одлуки против државните интереси. Метју Нимиц да достави извештај до Обединетите нации дека македонскиот народ бара од него неотповиклива оставка на медиаторската позиција и дека сака Република Македонија да биде примена на Обединетите нации под уставното и државното име, порача учесниците во протестот. Нешто и од спортот. Силекс ремизираше со Црвена звезда. Фудбалерите на Силекс забележаа уште еден добар резултат на подготовките во Анталија, одигрувајќи 1-1 со некогашниот европски првак Црвена звезда. Црвено-белите го решија првиот дел со водство од 1-0 со автоголот на противникот. Во вториот дел Силекс заигра агресивно и по изведен слободен удар Благојевиќ ги обезбеди конечните 1-1 во 51-та минута. Пратеничките прашања без опозиција. Во празна сала со досадна и одна предоговорена дебата, власта затвори уште една сесија пратенички прашања. Во отсуството на опозицијата, пратениците од власта сами ги прашуваа министерите, па листата со прашање се исцрпи. Уште пред паузата за ручек, пошто Џафери ја затвори седницата. Одговарајќи на едно од прашањата, шефот на дипломатијата изјави отворање на граничниот премин Маркова нога, Герман, без да прецизира кога тоа ќе се случи. Премиерот Заев пак зборуваше за изградбата на новиот клинички центар. Призна дека претходниот министер Тодоров склучил законски договор и рече дека владата се двоуми дали да го продолжи овој проект и клиниките да ги изгради на постојана локација или пак да плати околу 5 милиони евра пенали за раскинување на договорот и новиот клинички центар да го префрли на нова локација. Пратениците на СДСМ ги прашуваа министерите од својата партија и за состојбите во земјоделието, издавањето на лични документи и државјанства, како и за проекти од областа на социјалната политика. Ќе стави ли државата клуч на агенциите за привремени вработувања? Клучна врата за агенциите за привремени вработувања. Со новите законски решенија, кои ги предлага Министерството за труд, агенциите ќе мора да им исплатат плата на работниците до 15 во месецот, ако тоа не го стори работодавачот, односно нивниот клиент. Ова, според агенциите, е невозможно да се направи. Некои агенции за привремени вработувања имат по 150, 200 и 250 работници, односно, ако сега корисниците на нивните услуги не се во можност да им исплатат плата, ќе треба ние, агенциите, да им ја дадеме од джеп. А ние до тоа дата не можеме да само евиденција за присуство на работни часови да извршиме, а не пак да изготвиме фактура и да ја наплатиме истата, рече Раде Ненадич, Агенција за посредување при вработувања. Со измените, агенциите за привремени вработување ќе добијат ист статус како и агенциите за посредување при вработување и покри тоа што вторите не сносат никаква одговорност, односно немат никакви обврски ни кон работникот, ни кон клиентот, не потпишуваат никако договори, туку само посредуваат при нивното ангажирање. Затоа од агенциите за привремени вработувања бара да се врати старото решение, односно рокот за исплата на платите да изнесува 90 дена, во случај ако клиентот не ја плати фактурата, да поведат судска постапка и да си добијат парите. Ако остане ваквото решение, ќе треба да плаќаат казни до 5000 евра, за разлика од агенциите за вработување за кои не се предвидени никакви санкции. Нешто и за здравието. 8 година поред, ова е најдобрата диета.
DASH, диетата 8 година поред, е прогласена за најдобра диета во светот, според експертите од Американскиот национален институт за здравство, а на листата веднаш зад неа се наоѓа медитеранската диета. DASH диетата настанала како проект на истражувачи кои го формирале Националниот институт за истражување на болести на срцето, белите дробови и крвта во САД. Основната идеја била да се смисли диета која ќе го спречи покачувањето на притисокот, но се покажало дека истата одлично го елиминира лошиот холестерол и ги топи и масностите. Истата се темели на зеленчук и житарици со цело зрно, како и мал внес на црвено месо, сладки и засладени пијалоци. Што се однесува до критериумите по кои се избира најдобрата диета, истата треба да биде хранлива, сигурна и ефикасна во губењето на килограмите. Не смее да стимулира шеќерна болест и срцеви болести. Во образложение за одлуката, научниците утврдиле дека DASH диетата е здрав план на исхрана кој поддржува долгорочни промени во животниот стил. DASH и медитеранската диета постојано се истакнуваат како најдобар избор за диети, бидејќи се добро балансирани и едноставни за држање затоа што вклучуваат разни намирници. Да ги проследиме уште неколку од соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Идната сабота, 10 февруари, е денот за упокоените, денот за душница. Службата од 9 сатот са бајлето. После службата се отпева таблината, потоа се оди на гробиште за отпевање. Пакети за Македонија. За празни пакети за Македонија јавете се кај Борис Колтовски на 49 68 46 49, а полните да ги донесите кај Борис во недела на 25 февруари. Исто така да најавиме дека сите мембери во црковната општина овде во Њукастел можете да си ја платите вашата чланарина до крајот на месец март по цена од $10. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7